Не можам да одмегнам една реченица. Значи, јас сум од Делчевско и семејството Дракалски сме комшии. Тие имаат голема традиција во одбраната. Генералот беше исклучок како еден од нашите најелитни офицери со кариера. Спомнавте вие, не сакам да спомнувам, тоа беше тивок, стручен човек, кој што сите задачи ги извршуваше на еден највисок професионален начин. Беше во Брисел, сме се сретнувале во Брисел, во НАТО, во Битола и така натаму. И особено позитивно е тоа што го спомнуваме и ние така треба да градиме традиција, треба нашите луѓе да си ги не забораваме, така создаваме, нели, и да речеме едно да речем национално чувство за нашата одбрана, безбедност и воопшто за нашата држава. Секоја чест почива кај праведните, тоа беше исклучително добар човек. И пред да почнам на темата, бидејќи расправата и околу корона кризата, сакам да ви кажам само една реченица. Кога нас не зафати короната, Македонија зафати една политичка, да речем, криза. Значи имавме распуштен парламент, односно нефункционален, имавме техничка влада која требаше подготвува избори и едноставно Македонија беше во еден поприлично ќорсовка, единствено председател Пендаровски беше легален во својата функција и ние од Советот за безбедност околу него. Мене ми е драго што да речеме, имајќи искуство од кризите наназад, кои ги поминав од 90-та до 91-та, 92-та година, 99-та бегалската, 2001-та етничкиот, да речем, конфликт кој го имавме во Македонија и некои други работи. Така да успеавме да го анимираме Советот, бијајќи имаше и други мислења, и ако председателот не беше прагматичен и одговорен функционер, тој можеше исто така да каже дека тоа си работа на владата, на министерството и така натаму. Тоа не се случи. И сакам да ви кажам, некаде 6-7 седмици на Советот, кој трае подолго време, се изслушуваа сите луѓе кои ја водеа кризата. Беше одлучена армијата да биде уклучена, таа прва помогна на здравствениот систем, беше уклучена полицијата и така натаму. Сакам да ви кажам дека во тој дел најодговорно се однесувавме и придонесовме во една фаза, да речеме, додека потоа се конституираат другите органи, да го пребродиме тој период и да речеме да поминеме толку колку што можеше со најмалку загуби. И за тоа нема после да зборувам, сега сакам да го изнесам моето мислење по темата. Денеска, ако се прати целата, да речем, аналитика светска, наша, регионална и така натаму, основниот заклучок е дека на безбедносен план во Европа, па и во светот пошироко, имаме 100 дена што нешто ни се случува, кој што ретко кој можеше да го очекува, а едноставно никој не го посакуваше. Че имаме војна на тлото на Европа, најмасовна по Втората светска војна, и се разбира по војните кои што се случија при распадот на Југославија 90-та, 91-та, 92-та, па трае и до 95-та година. Јас нема да ги коментирам сега понатаму овие ставови, но што е загрижувачко и ние како аналитичари, како луѓе кои што сме, и вие кои сте поминали и врвни школи од делот на одбраната и безбедноста, што е најзагрижувачко во овој момент? По кубанската криза, денеска за прв пат по разни основи почна да се спомнува нуклеарното оружје како веќе можност, што е можеби едно од најсериозните закани по светскиот мир и безбедност. И веќе ако следевте од вчера, дури имаме веќе вежби на нуклеарните сили на Русија околу Москва и тоа веќе на секој човек треба да биде јасно дека станува нешто многу сериозно. Втората работа која што треба да не загрижува е што војната ја започна членка на Советот за безбедност. И тоа не е мала работа, бидејќи ако првиот чадор, заштитник на светскиот мир и безбедност и првиот кој треба го зачува, тоа е Советот за безбедност на Обединетите нации преку колективниот систем. А бидејќи членките имаа право на вето, значи немаме резолуции, немаме осуди, немаме мировна мисија и така натаму, и војната студена, до денеска мисле 99, значи утре е 100-тиот ден. И тоа е едно од сериозните работи, значи тој како чадор колективен систем на некој начин е во една непријатна ситуација. Третата работа е што треба да не загрижува, војната се отвори
значи не како ние што имавме овде поранешна Југославија, државички или републики по 2-3 милиона, 3-4 милиона, на земја која има 44-5 милиона жители и најголема територија во Европа како држава. Украина е поголемина, меѓу, мислам дека и поголеми од Германија, под површина и така натаму. Значи, ова го кажувам бидејќи луѓето од војната професија знаат дека да се посегне на таков, да речам, залог е многу комплицирана работа. Вие не можете таква територија со тркачка кола да ја поминувате да ве пуштат, а камоли да терате една таква армада која што брои илјадници возила и така натаму, илјадници, стотини илјадници војници и така натаму. Следната работа која што треба да не загрижува е ескалацијата на економската војна, која што сега е присутна и таа се шири, значи не е само кон Русија и да речеме Украина не ја трпи како земја која што е жртва на ова агресија, но економската војна станува веќе со невидени размери. Јас случајно сакам да ви кажам дека во основа мојот ангажман е во делот на одбраната, ма економските аспекти, иначе јас сум економист по професија, доктор на економски науки и токму имам завршено на таа тема. Значи, подготовките за одбрани, како тоа влие на стопанскиот развој и тоа ми е многу јасно, а ние и академската заедница го третираме. Значи, економската војна станува една од најопасните алатки во кризни состојби, во војни состојби, кое што ги погаѓа сите без исклучок. Значи, војната се води толку и толку илјади километри од нас, ама цената ја плаќаме сите. Преку инфлација, преку цени и така натаму. И ако приметувате до денеска, до вчера, до сабале, значи нема знаци да се, имавме самит на Европската Унија, 6 пакет на санкции, продолжува економската војна и натаму, а таа е некој пат, ќе ми извините, секако жртвите се најжално што губиме луѓе, инфраструктури и така натаму, но економската војна станува многу опасна за сите и тие што не се вклучени директно во тој судир. Пропагандата војна е веќе тука, асиметрични закани веќе се појавија и така натаму. Војната почне у незавршена здравствена криза што може повторно да ескалира сега и така натаму. Едноставно речено, за прв пат по Втората светска војна имаме поширока европска и светска и тоа политичка, безбедносна и економска криза која што никој не може да и ја каже јасноста во нивната завршница. Ако имаме јасност во тоа како ќе заврши, ќе се најдат инструменти тоа и да се решава. Аналитички гледано, ова ќе биде долготрајна и исцрпувачка и со непроценливи, да речам, последици криза, која што пред се ќе ја забави целата економска активност во Европа и пошироко, ја изострува веќе енергетската криза, инфлацијата веќе добива некоја спирала која нема крај, ценовната криза и здравствената криза и така натаму. Според мене исто многу, да речам, загрижувачко е тоа што сега веќе социјалниот дел ќе стане проблем, бидејќи сиромаштијата веќе тропа и се поголем, да речам, дел од популацијата во Европа и кај нас, на Балканот и кај сите, веќе почнува да станува сериозен проблем. А ние сите знаеме дека луѓето под социјален ризик, тие стануваат нелојални кон институциите и кон безбедноста на државата, значи колку повеќе се тие, толку повеќе имаме, да речам, ризик за, да речам, националната безбедност на една држава. Понатаму нема, ќе одбегнам да кажувам за последици и така натаму. Сега сакам нешто да кажам што се случува од безбедносен нагол на гледање. И што според мене е клучно за понатамошна анализа од нашите експерти од овие области. Значи, ние имаме три процеси, значи имаме судир на три процеси, значи, кои мора многу детално да се анализираат. Јас, според моето скромно мислење, оттаму произлезе и војната, и таа има веќе непредвидив завршеток. Прво, судир на идеолошки план е судир помеѓу демократијата и либералниот модел на управување, кој што Европа го промовира, наспроти авторитарниот модел на управување, кој што
го практикува другата страна, ама не е само таа. Значи, кодите натаму ку азијската зона, кодите пошироко и така натаму, ќе видите дека авторитарните режими не се толку малку, не се толку слаби и не се толку беззначајни на светската цена. И сега дури таа се изостри уште повеќе околу справувањето со светската криза, со пандемијата, со климатските промени, околу стратешката стабилност станува веќе проблем и така натаму. Според тоа не знаеме на која страна ќе превагне овој судир кој што е на глобален план. Сега на геополитички план. Прашањето е да се даде одговор, колку поскоро толку подобро, каков свет сакаме да проектираме. Униполарен, биполарен, мултиполарен. Од тоа ќе зависи понатаму како ќе се движи и како ќе се промовира меѓународниот поредок, а во рамките на тоа и регионалната, и европската и светската безбедност. И третиот судар е на економски план. И треба се даде одговор. Дали сакаме да успее слободниот светски пазар, како идеја која што е промовирана со децении наназад, или сакаме да промовираме повеќе паралелни економски зони, кои што не се тоа. Значи, не се глобален светски пазар. Ние сега имаме неколку групации, една се Соединетите Американски држави, без исклучок најсилната економија, тука е Европската унија, која исто така станува сериозна економска групација, тука е Евразиската економска зона, која исто така е сериозна групација или станува сериозна, и сега најновото, ако следевте минатата недела, председателот на Соединетите Американски држави фактички ја промовира новата групација економска, а тоа е Индо-пацифичката економска рамка, тој ја нарече зона, фактички е тоа, да опфаќа многу сериозни држави, Австралија, Брунеј, Индија, Индонезија, Јапонија, Јужна Кореја, Малезија, Нов Зеланд, Филипини, Сингапур, Тајланд и Виетнам. Значи, сите овие десетина држави, сите се така прилично, значи, јаки, моќни држави и така натаму, но Кина е најголемиот партнер економски со сите овие десетина земји. Значи, идејата е да се пренасочат економските активности од овој дел, веројатно, кон другите групации. И тоа треба да не загрижува, бидејќи кога станува збор за таквото подредување на економските интереси, тие веќе, бидејќи во политиката, знаете, и во меѓународните односи значајни се само интересите, кога тие ќе дојдат во прашање, тогаш ќе дојде во прашање и нешто друго околу редефинирањето и на тој безбедносен меѓународен систем и другите работи. Значи, според мене, светот и Европа влезе во една нова ера, во која сегашната економска, политичка и безбедностна архитектура се разнишува по разни основи. Тоа е сериозен безбедносен предизвик и не сме да се подценува, бидејќи економскиот дел не може да биде надвор од интересите и надвор од сето тоа. Јас сега повеќе, исто за тоа имам повеќе да кажам, но ќе оставам време и за другите. Во овој дел сега, само ќе додадам една реченица, тука сега доваѓаат колективните системи за безбедност на Обединетите нации, на НАТО, на Европската унија, на ОПСЕ и така натаму, кои што треба да бидат подкрепа, значи, на тој нов безбедносен поредок и подкрепа на безбедносните национални системи. Но, како што гледате, поприлично затајува цитиден, тоа ме загрижува и во делот на крајот за мирот, ти кажам само неколку реченици. Немаме резолуции, немаме забрана на движење на оружје, точно тоа требаше Обединетите Советот за безбедност да го направи, бидејќи при секоја криза или вооружен суди, првата резолуција е да се стопира влез на било какво оружје кај засегнатите страни. Ние до денеска тоа го немаме. Како ќе дојде до мир? Значи, оружјето, значи, е за тоа. Од тука, значи, мора светот и сите други Европа, особено лидерите на Европа, да се освестат и мора механизмите кои создаваат колективен мир и безбедност да бидат ставени, што се вели, во полна пара, ден порано, денеска, ако може од вчера да речеме да ги стават. Инаку, јас и во една друга пригода имам кажано дека
Не може да се реши оваа криза без разговори, без дипломатија, не може сама Русија, но не може и без Русија да се реши, значи мора и таа да се уседне на маса и со неа да се преговара. Колку ние да имаме сега нели оценки за тоа кој е крив и така натаму, тоа е јасна работа, која изврши агресијата и така натаму, какви последици има, тоа е неспорно, ама и фактот е дека се работи за суперсила која што едноставно не може да се иземе од преговори кои што ќе водат кон мирно решение. Сега, за регионалниот контекст, бидејќи нас тој ни интересира, застојот во интегративните процеси во Западен Балкан, вклучувајќи и Република Македонија, која е 16 години чека да ги почне преговорите, негативно се одразува на мирот, стабилноста во регионот, а тој фактички е дел од Европа. Без стабилизација на балканскиот дел не може да има стабилизација на цела Европа. Во тој контекст изнесував неколку мислења и сега ќе ги повторам. Имено, ваквото одуговлекување или безизлезноста од овој ќорсок кој го има, доваѓа до зголемување на евроскептицизмот кај сите држави, вклучувајќи и Македонија. Понатаму доваѓа до охрабрување на се порадикални структури, значи кои што, на почеток го рековме, дали сме за тој либерален демократски модел или сме за автократски модел, значи силите кои што токму тоа го посекуваат во регионот, значи добиваат сега на значење. Исто така, разни порадикални структури, кои што, да речеме, може да е престрого, но во основа веќе преферираат или изјавуваат и територијални претензии, но преферираат и, да речем, воени разрешници, изборувам после што се случува, кои што не водат во добра насока. И ме загрижува доста појавата која што го превооружува регионот и кога има таква ситуација, индиректно тоа значи дека некакви, да речем, структури размислуваат и на вакви разрешници. Затоа, според мене, Европската Унија, НАТО, Обединетите нации веќе нешто се подалеку, но и тие треба да се вклучат. Но НАТО и Соединетите Американски држави мора сериозно да ги следат процесите на милитаризација на овој, да речам, балкански и поширок регион и тука мора брзо да се даде одговор на актерите кои што тоа го чинат. И јас сега изнесам неколку аргументи. Без да ми биде замерено од тоа што ќе спомнам држави, бидејќи тоа се факти реални кои што секој ден ги гледаме. Имено, соседна Србија неколку години сериозно го зголемува својот воен потенцијал. Набавија современи борбени системи, значи воздухопловство, хеликоптери, тенкови, оклопни возила, ракетни системи и така натаму. И исто така Србија сериозно го развива својот военно-индустријски комплекс и гледаме дека во последно време постојано тоа во јавноста се изнесува и пораката отприлика мораме да ја сватиме, значи ние сме за мир, за добрососед и така е тоа, така да биде сакам, ама ете имаме и нешто друго доколку не дај Боже се случи што не е посакувано. Ако ја земеме Хрватска, слични се тенденциите во Хрватска. Значи таа е во фаза на засилување и модернизација на своите воздухопловни сили, исклучително со многу современи воздухоплови, ги зајакна поморските сили и исто така набави доста современа воена опрема, кај нас помалку стигаат информациите за разлика од соседна Србија, бидејќи тука сме близу, но и Хрватска полека сака да ги изедначува своите капацитети, се разбира според нивната проценка од каде им доаѓа загрозувањето. Нивните комшии ги знаеме кои се. Значи релацијата станува, да речеме, поприлично сериозна околу оружјето. Соседно Косово има сериозна програма за опремување, модернизација на своите вооружени сили и иако тоа се уште не се зборува правно, неправно и така натаму, но оди чекори кон создавање на своји вооружени сили, веќе има опремат влегува на Косово и така натаму, и тоа сега исто така станува сериозна работа. Соседна Грција, можеме да кажеме дека за балкански пригоди е прилично јака воена сила, и тука нема никакви дилеми дека таа има современи борбени системи, има добра армија и така натаму, но во последно време исто така
нивната моќ исклучително се зајакнува и тоа со најмодерните авиони, тие 35-ка сега што се, да речам, Америка што ги има, те се најнови борбени авиони. Исто така купи многу современи пловни објекти, бродови и така натаму, хеликоптери, беспилотни летови и така натаму, што ќе рече дека Грција како најстара членка на НАТО и на Европската унија и добро, мислам, опремена како војска и како сила, значи и таа продолжува, значи со едно темпо на вооружување. Тука слушнав дека има представник на амбасадата од Бугарија и ми е драго што е тука. Соседна Бугарија исто така има програма и оди кон модернизација на своите вооружени сили. Значи таа ги осовременува своите борбени системи. Его аранжман да купи најсовремени борбени авиони, во делот на морнарицата исто така има исклучително добар напредок и набавува друга воена опрема и сега со кризата во Украина веќе армијата на соседна Бугарија има захтеви и од НАТО, значи да ја подигне нивото на нејзината борбена готовност како земја која што е, да речем, на линијата на границата, нели, каде што се води војната. Натаму има сега уште по, да речам, сериозна работа, а тоа е работава околу Република Српска. Значи, тие сега имаат идеја да формираат своја армија, надвор од вооружените сили на Босна и Херцеговина, а Босна и Херцеговина е суверена држава, и сега и таа се вооружува, тоа значи нов субјект на, да речем, на Балканот, кој што исто така набавува некакво оружје или ќе набавува, тоа не знам како, меѓутоа таа армија мора да има своја мисија, мора да има свој цел, а таа исто така на балканскиот простор. Ние мораме сега заради полека да се амортизираат тие работи, мораме да добиеме недвосмислена, јасна и енергична потврда за перспективите на земите од Западен Балкан за зачленување во Европската унија, бидејќи во НАТО еден дел влеговме, а другите кои што треба да влезат исто така треба да добијат јасна и недвосмислена, да речам, порака дека местото на Западен Балкан на сите подеднакво е во Европската унија и во НАТО. И за Македонија можам да кажам, еве само тоа што сме членки на НАТО, значи веќе ние го користиме членот 5 од Вашингтонскиот договор, значи сме под чадорот на НАТО, имаме исклучително добра соработка со армиите на сите соседни земји, се одржуваат вежби кај нас, еве полигонот Криволак е веќе во една исклучително добра кондиција и во добра функција. И сето тоа дава дополнителна гаранција на нашата национална безбедност и тоа е добро, ама регионот сам по себе, без да ги вклучи и другите држави, и во Европската унија да ги вклучи и другите држави, значи тоа има една подолгорочна, да речем, подолгорочен извор за нестабилност на тој регион. Значи, може да се рече дека ние требаше да имаме процес на европеизација на целиот Западен Балкан, зборувам за сите овие држави што ги спомнав, но имаме еден процес, значи, кој што туркајќи ги сега порадикалните сили заради евроскептицизмот напред, имаме, што се вели, балканизација на односите и одиме кон една фаза на милитаризација процеси кои што не се во корелација со стабилизација на регионот. Затоа овој ќорсокак кој што се појавува околу проширувањето на Европската унија, тој мора да биде завршен, треба да биде завршен и само тоа може да ги релаксира сите овие, да речам, потенцијални закани кои што ги имаме ние овде на Западниот Балкан, а исто така, сега кои што се засилени и во геополитичка, и во војно-стратегиска смисла со војната која што ја започна Русија со Украина. Според моето искуство, бидејќи беше спомнато во преговорите кои што се водеа при распадот на Југославија во 90-те години, во кои лично учествував, мора да се земе многу сериозно оваа работа, бидејќи
ако сега одиме понатаму во анализата зошто е сето тоа и зошто имаме нерасчистени односи меѓу нас, зошто ги отвараме сега таквите рани кои што ги имаме, во основа имаат нејасни работи или недоразбирања во територијална смисла. Ниеден спор, ниту меѓу Србија и Хрватска, ниту Србија, Косово, Србија, Босна, Србија, Црна Гора, Македонија, соседи и така натаму да не спомнувам, секаде се појавува територија. И тоа е сега за од безбедносен аспект кој ќе му додадете на делот на превооружувањето, одлагањето на интеграциите во НАТО и Европската Унија, премногу звечкање на оружје, војна во дворот и сега доаѓа територијата како интерес и тоа станува веќе балканизација која што никој не ја посакува наместо европеизација. Затоа политиката на отворени врати мора да остане отворена, во спротивно концептот на обединена Европа во мир со себе и со светот од Атлантикот до Урал ќе биде само сон. И тоа колку се влече, толку ќе има повеќе негативни вредности. И сега, тука ќе завршам со ова, сакам нешто да кажам за мирот. Клучно прашање кај секој здраворазумен човек денеска се поставува прашање тоа како да се дојде до мирот. Геополитички и војно-стратегиски гледано, Обединетите нации, Соединетите американски држави, ОПСЕ, Европската Унија, НАТО, се тоа мора да го стават на маса да се анализира од сите аспекти и мора да се даде јасен одговор. Значи мора да се опреме војна во Европа и мора да се седне да се разговара на мировна маса за да се запре, да речам ова непосакувано, да речам лудило кое што никој не знаеме каде ќе не однесе. Значи тоа вие повеќе од вас се воени стручнаци и многу добро го знаат, дека сега може сосема една мала искра да отиде во со несогледиви. Не е важно кој прв ќе погреши или кој прв намерно ќе испали ракета на една или на друга земја. Значи тоа е веќе војна од пошироки размери. Се зборува веќе дека има таква можност и едната и другата страна веќе има такви оружји моќни и далекосежни, но сега и другата страна почнува да добива и тоа станува се посложен проблем. И сега кога е мирот, сакам да така отворам само 2-3 дилеми и ќе завршам. Прво, мора се постави прашањето каде се Обединетите нации. Обединетите нации мораше да бидат следниот ден, значи или првиот ден или претходниот ден комплет со генералниот секретар на лице место. Мораше да има меѓународни сили. Тука е ОПСЕ, тие имаше некоја мисија од 150 луѓе, наместо да ги зајакнат, они ги повлекоа. Значи ги оставаме простор за да речем војна без никаква контрола, таа е најопасна работа. Немаме резолуции. Значи ние осудуваме сите, војната апсолутно нема кој не ја осудува, но тоа е една работа. Резолуција на Совет за безбедност, создавање на меѓународни мировни сили кои што ќе се појават во улога да речам наблюдуваат таа работа и светска дипломатија да ги уседне луѓето на маса. Нема шанса дека нема можност. Значи мора да има можност, но полека, гледајќи ја целата ова работа како се одвива, значи испаѓат, пуштено е да се оди натаму, да трае тоа подолго и не ми е јасно, значи во чиј интерес тоа оди. Тоа не е во интерес најмалку на украинскиот народ и на Украина, ама не е од интерес и на Русија, пошироко гледано на рускиот народ. Сега овие што ја почнаа војната, ти еден ден сигурно ќе си одговарат така натаму, но не е добро бидејќи сепак и тој народ тој има да плати многу дебела цена, ама видите плаќаме сите ние и Европската Унија и сите соседи на тој дел. Никој не сака да каже кои се страните во судирот и да ги уседе на маса. Да се формираат преговарачки тимови, имаше нели некакви најави, има преговори, нема, ги оставаат сами луѓето. Јас и сега тврдам дека, имајќи доста искуство во тие мировни преговори, не може сами да седнат значи Русија како агресор и Украина како земја на која е извршен напад, не можат сами да седнат да преговараат и сами да го решат прашањето. Значи мора да има меѓународен посредник и тоа мора да се направи ден порано. И тука мора да се вклучи и НАТО и Европската Унија, зборувам за преговарачкиот дел, да не ме разберете погрешно. Оти уште тоа треба ако и трета страна воено се уклучи, тогаш веќе ќе биде ова. Значи ние сега немаме резолуции, немаме забрана за
оружје, значи апсолутно знаете секој пат првото прашање, првото, да речем, првиот чекор кога има вооружен судир е да се забрани внес на оружје, кај двете страни апсолутно. Ние тоа до денеска го немаме мировни мисии и така натаму. И само ќе спомнам уште една работа, бидејќи тука има и колеги и професори кои тие работи следат и ги знаат подобро и од мене. На место сето тоа да се направи, мене највеќе ме загрижуваат две-три работи од, да речам, релевантни структури. Европската унија, од ово и така натаму, значи кои што секој ден ги слушаме, а тоа е меѓународниот поредок, глобалната економија, либералниот модел, значи неолибералниот модел на економија и така натаму, почива на неколку вредности. Значи предприемништвото, приватната иницијатива, но најважно е заштита на приватната собственост. Ние сега секој ден слушаме конфискуваме имот. Пазете. Без разлика што е војна. Приватниот имот, без разлика дали ние некој го кажуваме дека е руски тајкун или амерички богаташ или не знам како, тој е приватен капитал. Глобалната економија, без заштита на приватната собственост, ние отидовме, значи, ем го парчиме сега на неколку зони, ем сега со таа работа, значи ние веќе ставаме една вредност која е суштинска, ја ставаме под знак прашање. Второ, се одземаат предмети без судска одлука. Значи, правниците тоа многу добро го знаат и тоа е европското право и мислам и Европската унија. Сите знаат дека без судска одлука не можете вие, моето возило сега без судска одлука, вие не може да ми го земете. Јас може да не е мое, ама јас го поседувам, вие може да докажете на суд и тогаш судот може да ми го одземе. Вие сега одите и зимате приватни работи ги едноставно без судска одлука и тоа сега нарушува оваа другата работа бидејќи следната вредност е владење на правото. А правото владее кога, значи тоа почива на одредени законски, важи законот за сите и кај што има честна процедура на сите странки во некаков спор. Ние тоа сега не го правиме. И уште следната работа е што, да речеме во тие вредности, ние рековме дека слободата на говорот, на информирањето и така натаму е едно од столбовите на западната демократија и ние сите таа вредност ја почитуваме со најстрогите забрани на медиуми, на информации, исклучување на новинари и така натаму, без разлика од каде доваѓа. Исто така не оди во, да речеме, насока на создавање на еден амбиент, да се создаде една вистинска перцепција што се случува и да можеме понатаму да видиме меѓународната заедница со овие сите фактори кои што ги спомнав, да излезат и да почнат да го решаваат проблемот.